Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ канал од ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. А има ли нешто поубаво од тоа? Кога емисијава ја започнуваме со една моја драга гостинка и се надам дека набргу ќе ви стане драга и вам. Тоа е Далиборка Митева. Јас барем така ја знам Далиборка Митева, а всушност таа, јас ќе морам да се послушам со хартијава, Далиборка Лун-Сибински. Лун-Сибински. Да. Далиборка е наша сограѓанка која живее и работи во Виена во Државната опера. Точно така. Далиборка, добар ден и добре дојде во неделното попладне на програмата на ТВ канал од ВИС. Добар ден и ви благодарам за поканата да учествувам во емисијата. Не ти е прв пат да гостуваш на програмата на ТВ канал од ВИС. Ке ме подсетиш, бидејќи јас сум стар човек и не паметам многу, а ти си млада, ке ме подсетиш кога беше тоа? Па тоа беше сигурно пред едно 25 или скоро 30 години. На вистина? На вистина. Па зарем ти имаш повеќе од 30? Малку повеќе, 30. Да. Значи, да ја откриеме тајната, Далиборка ми беше гостинка уште во просториите на ТВ канал од ВИС кој се наоѓа во хотелот Есперанто, а таа беше девојче, јас ја знам кога имаше 2,5 педи од земјава. Точно така. И таа пееше уште многу одамна, како девојче, ја сакаше музиката, ја сакаше песната, пееше на еден фестивал, Плетенка. Плетенка, точно, 94-та година мислам дека беше фестивалот. ВИС постои од 91-та, значи 3 години потоа. 3 години после постоењето, точно така. Така, добро. И еве како животот се тркала и од Плетенка, од Василево, каде што си роден, или Струмица, стаса во Виена. Да нагласам, од Плетенка, Боро Џони, музичкото училиште, музичка гимназија во Штип, музичкото училиште, Скопски факултет за музичка уметност, на крај во Виена со факултет до Виенска штатсопера или Виенската опера. Браво. Цело време со музика. Господови, нели? Точно. И неговите, но и оние кои тој ги трасира за другите луѓе. Точно. Не знаеме каде не води животот, од село Василево така па до Виена. Така. Тоа е патот. Не е секогаш лесен, мора многу труд да се вложи, постојано. Музиката не е едноставна, иако едноставно делува, кога се исполнува или убаво делува, или не е убаво на душата кога пееме, но има многу други пропратни моменти, школувања и така натаму. Така. Колку време си во Виена? Во Виена сум веќе 15 години. 15 години. Како се случи тоа, Далиборка, да оди во Виена? Далиборка се случи да отиде во Виена така што бев на мастер класа во Бугарија со еден доста реномиран професор по диригирање од Виена, кој што исто така беше и декан на универзитетот во Виена. Талентот можеби што го покажавме таму, заедно со една моја колешка која што денес е диригентка, исто позната диригентка, Елена Митревска. Заедно бевме на тој мајстер курс и тој изјави желба да дојдеме ние овде во Виена да се усовршуваме. И јас ја променив насоката, се одлучив да пробам со пеење. Иако во Скопје студирав музичка теорија, педагогија и хорско диригирање, колешката Елена продолжи во диригентските води. Така да се развивме во различни патишта, но сепак и двете продолживме константно да се усовршуваме. Така, следеше факултетот по соло пеење во Виена, многу различни аудиции, настапи, концерти, оперски представи, се што е поврзано со музика. И на крај дојде и Виенската опера. Најубавото место за тебе, предпоставувам. Интересно е тоа. Не е тоа Берлин. Иако нели престижно да се биде и во Берлин. Не е Париз, не е Мадрид, не знам, не е Франкфурт на Мајна. Да. Туку е Виена, вистинското место за една пеачка, за една сопраниска. Беше ли тоа твојот сон? Сонуваше ли такви соништа како помала?
Па не можам да замислам дека мислев дека ќе живеем во Виена, едноставно патот ме донесе во Виена, но се чувствувам дома во Виена, моментално. Може би затоа што тука е веќе и моето семејство, мојата работа, исполнување на работа, имаме секојдневни представи кои што носат многу турбуленции. Ние имаме во Виенската опера до 20 представи на месечно ниво, секој ден е нова представа. Значи секој ден е ново доживување. Така, браво. Добро, у секој случај сон на еден човек кој се занимава со таа дејност е секако Виена. Точно. Бидејќи тоа е градот во кој се одржуваат годишно. Јас некаде прочитав една бројка фрапантна колку концерти во годината се одржуваат во Виена, навистина се премногу. Ти ми кажа пред да влеземе во студиото исто така една фрапантна бројка. Точно. Во операта ние имаме на годишно ниво само 200, минимум 200 опери, тоа се опери плюс балетски представи, да кажеме едно 50. Скоро секоја вечер. Значи има многу малку вечери кога не е полна салата во Виенската опера, има околу 1700 места за седење во една сала. Имаме многу други значајни сали во Виена, како што е Златната сала. Сите ние го гледаме новогодишниот концерт. Така. На 1 јануари, таа сала исто така секоја вечер е полна. Концерт хаус, исто значајна сала, и уште 2-3 опери во Виена, кои што ги има само во Виена. А во Австрија има уште многу други опери, концерти, посебно сега во летниот период има многу фестивали кои што се одржуваат исто на отворено небо. И бројката не може да се каже точна бројка колку, ама сигурна сум дека во еден ден во Виена се случуваат минимум 100 концерти. Класични концерти зборуваме. Супер. Заморно ли е тоа? Те исполнували сето тоа? Секако дека ми исполнува, некогаш знае да биде заморно. Заморно, така, добро. Бидејќи пеењето, колку што знаеме или не знаеме, е еден вид на спортска подготвеност, вежбање. Исто така имаме проби кои што можат да траат и до 6-7 сати на ден. Сепак треба да бидеш секогаш спремен и навечер да пееш. Како денес, јас малку сум уморна, но навечер за концертот ќе бидам спремна. Тоа е поводот за нашиот разговор, за кој ќе позборуваме малку подоцна. Имаш настапи во Виена, имаш настапи во Австрија, но според она што го видов, јас се послужив, го замолив Чичко Google да ми помогне, да ми даде некои информации за Далиборка Митева, за Лјун Сибински. Немам проблеми со Митева. Меѓутоа, Георги Каледжиев не знае германски, знае само да каже Herzlich willkommen in unser Studio. Dankeschön. Така. И гледам дека си имала настапи во Германија, да кажеме, во Салцбург, не. Во Салцбург, исто така, точно на Салцбург Фестшпиле. Во Франкфурт. Во Франкфурт, исто така. Во повеќе градови, насекаде имаме настапувано исто. Хамбург, Будимпешта, Салцбург е во Австрија, да не помислат гледачи дека не знам географија, добро. Точно. На граница со Германија, тоа. Така. Еден тунел ги дели така. Точно. Во Салцбург се оди во Минхен. Точно така. Да, на повеќе места исто. Во Италија имаме настапувано Болоња, на многу различни фестивали, секаде дури сега не можам ни да ги набројам колку се, со различни диригенти, познати диригенти, Клаудио Абадо, Зубин Мехта, кои што се моментално на врвот на изведувачката кариера, да кажеме. Тие се многу значајни диригенти и чест е да се настапува со нив. Тие самите избираат со кој настапуваат, затоа ми е и чест што имав можноста да настапувам со нив. Велате дека секој пеач, оперски пеач, има свој омилен композитор. Имаш ли ти? Многу композитори, почитувам многу композитори. Што најмногу сакаш да пееш? Сакам да пеам италијанска музика. Ќе издвојам еден композитор што ми е драг, македонски, Трајко Прокопиев. Од Куманово. Точно. Така. Имам за својата дипломска
работа избрав да пишувам за операта Разделба. Вистински бисер на македонската класична музика, нажалост не толку изведувана опера во Македонија, се надевам ќе биде почесто, затоа што таа опера е значајна, затоа што има и македонски фолклор и покажува нашиот идентитет. Супер. Тоа е едно од моите омилени македонски дела, можам да кажам. Супер. Исто така голем фан сум на многу композитори во Македонија, Дарија Андовска, Дамјан Темков, Јан Андреевска, сите тие композитори што имаат прекрасна музика напишано, не само за вокална музика и исто така инструментална, точно. Така, од светските композитори, верували или не, го сакам Вагнер. Немој. Точно Добра, така. Супер. Таа комплексност на музика, можам да кажам, е толку... Знае да биде морбиден напати со својата музика. Музика, но верувајте кога ќе го слушнете во една сала со прекрасни изведувачи, предизвикува многу убави емоции. Барем за мене. Така, за вкусовите нема да расправаме. Точно така. Вагнер бил вкус на Лудвиг II, баварскиот крал, и тој бил негов мецена, нели? Точно. И можеби музиката што ја пишувал е по вкус на баварскиот крал. Има еден замок во близина во Баварија, се вика Линдерхоф. Точно. Бе во тој замок, има едно езерце внатре и таму кралот Лудвиг II барем 2 часа дневно со гондолата на сред езерце застанувал тука, а на брегот од езерцето камерен оркестар изведувал секој ден музика од Вагнера, тој уживал во тоа. Точно, можам и да верувам. Така. Тоа се тие како да ти кажам, градби на Лудвиг II, меѓу кои е и Нойшвајнштајн. Точно, сакав да спомнам. Најпознатиот. Точно. Добро, да не одиме во други теми, можеме да забегаме во непознат правец. Ајде малку за поводот. Иако, пред поводот, само уште нешто да те прашам. Веќе рековме, настапуваш во Австрија, во Виена, во Германија, на разни места и така натаму, но не ја забораваш ни Македонија. Настапуваш често пати и тука. Точно така. Последен пат каде? Последен концерт беше во Скопје 2015. Изведував австријски и македонски композитори. Тоа беа споредба на австријските и македонските композитори од 20 век, современа музика. Исто композиции кои што доста ми лежат на срце, кои што сакав да ги изведам пред нашата, австриските пред нашата публика, исто и нашите композитори да ги изведам пред нашата публика, и тоа е за еден изведувач во принцип најдоброто кога композиторите самите ќе бидат присутни на концертот. Така, супер. Тоа беше мојот последен настап во Македонија. А инаку си имала повеќе. Точно, си имам повеќе. Еве сега после некое време се враќаме пак со концерти овде. Така. И еве, дојдовме до поводот за овој убав разговор, а тоа е концертот кој, еве, овој разговор ќе оди во недела, почитувани гледачи, меѓутоа ние го најавуваме сепак концертот, го снимаме во сабота овој разговор. Вечерва на плоштадот во Струмица ќе се случи нешто многу убаво, со многу убаво име Валцер под звездите. Струмица е звезден град, сите знаеме. Така. И името е преубаво, ветува многу. Што треба да очекуваме вечерва и што ќе се случи вечерва? Вечерва изведуваме пред се валцери, како што е името. Ја пренесуваме виенската атмосфера во Струмица, затоа што имаат многу сличности Струмица и Виена. Прекрасното небо, со концертот сакаме да покажеме да им ја приближиме на струмичката публика исто класичната музика. Сите тие мелодии што ќе ги слушнат вечерва струмичани се познати. Сигурно во еден цртен од Том и Џери, од новогодишните концерти, сето тоа е слушната музика и секој ќе се присети можеби на детството малку.
Така да јас верувам дека струмичани ќе уживаат и можат исто така да танцуваат. Супер. Дозволено Има и доволно танцување. простор да се танцува. Има доволно простор, Го точно. дозволува тоа пандемијата. Зошто да не? Доколку сме во рамки на семејството или партнерот, така да мислам дека нема да биде проблем. На крајот на криштата и со маски да Точно, точно. Само да се танцува, супер. Точно. Кој вечерва настапува? Вечерва настапуваат како солисти моите колеги, драги пријатели Мики Стојанов, тенор, и Ирена Крстеска, сопран. Мики Стојанов Две исто. сопранистки, еден тенор, така? Точно. Така. Мики Стојанов исто така е од Струмица, Ирена Крстеска потекнува од Прилеп. И диригентот Андреја Наунов потекнува од Кочани, моментално работи во Македонската опера и балет како корепетитор и диригент. И имаме оркестар од 25 луѓе, кој што е составен од солисти од Македонската филхармонија и Македонската национална опера и балет. Значи најдоброто од двете институции. Може Точно ли така така да се каже? Точно така. Возбудена ли си кога, вечерва настапуваш во твојата Струмица? Секако. Секако, Така. може би и најмногу до сега, затоа што настапувам за моите пријатели, за моите роднини, за моите познаници. Веќе ми се најавија многу луѓе дека ќе дојдат на концертот и многу ми е драго за изјавата и заинтересираноста. И сум сигурна дека ќе биде прекрасно. И ќе пееме со полно срце за нашите луѓе. Дај Боже, нека биде така. Веќе рече дека ќе настапите со валцери, Да. познати на јавноста, нели, на пошироката јавност. Кои автори се тоа? Се работи за Јохан Штраус, втори, Емерих Каламан и Лехар, кои што се познати по композитори на оперета. Оперетата е еден вид на опера која што има исто и говорни делови и има некој пожив карактер, има комични сценарија и така натаму, и ние издвоивме дел од тие дуети, арии, терцети за да представиме на нашата публика. Она што не те праша пред малку кога зборуваме за опера, Да. Не е доволно само да се знае да се пее, треба да се знае малку и да се глуми. Нормално. И како ти оди тоа? Па мислам дека добро, ќе покажеме вечер. Да? Супер. Значи, да не откриваме се, јас ти посакувам многу успех вечерва. Но да се вратиме повторно на детството. Каде го наоѓаш зародишот на таа љубов која ти е вгнездена кон музиката? Јас само, дали сум во право, почнувани гледаш, не знам дали знаете, но Далиборка Митева или, момент само, Лунски Бински, веќе реков, родена во Струмица, инаку е од Василево, и таа е керка на мој другар. За жал почина многу млад, на 41 година, неговото име е Методи Митев, беше градоначалник на општина Василево, и она што е значено да се каже за него е дека беше многу музикален. Точно. Ептен музикален, многу ја сакаше музиката и заедно настапувавме во хорот, во гимназискиот хор. Имаше една интересна композиција, веројатно сите ја знаете, а тоа е Учиме мајко, карајме како да ја земам Лилјана. По заслуга на професорката по музичко образование, таа композиција ја изведувавме на тој начин што Методи, таткото на Далиборка, свиреше на тарабука, чукаше на тарабука, така започнуваше песната. Тапата, тапа, тапа, тапата, тапа. И почнуваме ние. Учиме мајко, карајме како да... И така натаму. Сакам да кажам, дали сум во право кога го велам тоа, дека оттаму ги влечеш тие корени? Сигурно, сигурно. Татко ми влее некоја нишка на љубов спрема музиката, беше инсистираше да одам на музичко училиште, иако како дете знаат децата да се откажат од клавир, свирење, но тој беше упорен на некој начин да не се откажа, можеби затоа што е виде музикалноста кај мене. И благодарна сум затоа што беше толку упорен.
ми го покажа патот, може би мојот пат, кој што требаше јас да го следам. Родителите знаат некогаш да им покажат на децата што е вистинско за нив или каде води насоката во животот. Нормално. И така и почна. Исто така и дедо ми, значи татко на татко ми, исто свиреше хармоника. Точно, исто свиреше хармоника. Колку што слушнав од дедо ми и неговиот татко исто свиреше виолина. Ништо не е случајно на овој свет. Ништо не е случајно, да. На овој свет, така. Да. Мене ми е жал што мојот другар Методи не е меѓу живите да се радува на успесите на неговата керка Далиборка, но јас сум просто сигурен дека вечерва некаде над Струмичкиот плоштад ќе биде таму, значи меѓу звездите на Струмица и оттаму ќе се радува на она што ќе се случува на плоштадот, таа е наречено валцер под звездите. Се надеваме дека ќе. Што понатаму? Понатаму продолжуваме со музика. Така. Нормално во животот. Да се надеваме дека пандемијата нема повторно да земе замав. Веројатно сте го почувствувале тоа во изминатата година? Се чувствуваше тотално во изминатава година и сите многу концерти беа откажани во Виена. Сега во лето некако се надоместуваат тие концерти, не само во Виена, во целиот свет воопшто. Ние во операта имавме можноста да изведуваме за државната телевизија, значи за телевизиски преноси, сепак за луѓето класичната музика да биде достапна. Но многу институции мора да или концертни сали мора да затворат. Тоа е жалосно, но еве се надеваме дека набрзо ќе излеземе од пандемија и ќе можеме да се вратиме некако на нашите нормален тек. Дај Боже, нека биде така. Имате ли веќе закажано одредени концерти? Нормално, веќе од септември почнуваме со нормална програма, концерти, репертуари, Што концерти. Што е во моментов на репертуарот? Се надеваме дека нема да имаме нови проблеми со пандемијата, нормално, тоа е секогаш. Што е на репертуарот на операта? На репертуар на операта, Травијата, Боеми, најразлични други опери, Фалстаф од Верди, исто така. Вака, кога ќе дојде норма. Да. Кога ќе дојде норма, да ме викнеш и ќе дојдам во Виена да те гледам како ја пееш Каста Дива. Кога ќе биде норма, ќе имате лична покана од мене. Еве, договорено. Договорено. Далиборка, ти благодарам за разговорот, ти благодарам за учеството во емисијава. Не. Она што треба да го знаат гледачите, дека ова што вечерва ќе се случи на Струмичкиот плоштад е всушност ваша идеја. Уште тоа да ми го објасниш, па повторно ќе ти се заблагодарам. Точно. Беше идејата наша, но поддржани сме од многу институции и спонзори, многу. Добро. Општина Струмица беше првиот наш поддржувач за ова збиднување, бидејќи Струмица е град на културата. За 2021. Точно така. Денес настапуваме како дел од програмот Град на културата. Исто така помогнати... Таа ваша идеја ја пренесовте на наши луѓе. Точно така. Случајно имавте средба со Петар Божинов, телефонска, каква? Телефонска, Струмица е мало место, сите се знаеме ние и сме пријатели, така да со Петар Божинов исконтактиравме, тој ни помогна со организацијата овде во Струмица, сценски, технички, подпомогнати од нашите спонзори Asgroup, Технометал, Таргет, Бау Инвестор и така, тие ни помогнаа финансиски да го обезбедиме делот за уметниците и оркестарот. Баја ги на број 30 Точно, така. имаме 30 на музичари на сцена. Помогнати од нив, успеавме да ја оствариме нашата идеја за овој концерт на некој начин. Супер. Исто така од Министерството за култура имаме поддршка. Супер. И сме среќни еве што стигнавме до моментот на остварување. Јас се радувам многу за овој концерт и се надам дека ќе имат уште многу такви и во Струмица и во целата наша земја. Ти благодарам за гостувањето во емисијава, ти посакувам успешна кариера понатаму и се надам дека ќе имаме уште многу вакви слични поводи за вакви прекрасни разговори. Се надевам и јас, ви благодарам за поканата. Ми беше чест да учествувам во Канал Вис после толку долго време пак. Така.
И благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.